Еве на нас повторно, после големиот одмор. Јас се надевам дека вие собравте доволно сили и дека сте спремни да продолжиме со нашата ТВ училница. Така е, продолжуваме. Добар ден, наставничке, повторно. Добар ден, повторно продолжуваме заедно. Добар ден. Дали се одморивте? Да. Дали доручкувавте? Да. А што доручкувавте? Па јас доручкував геврек. Геврек, јас доручкував јаболко. Браво, Марија, ти си доручкувала на вистина здраво. Да. А дали се напивте барем малку вода? Да, јас испив дури литра вода. Јас јогурт пиев. Добро, јогурт. А што мислите, зошто ни е потребен јогуртот, па и водата? Па да внесуваме течности во нашиот организам. За да може и храната да се свари побрзо брзо и убаво. Добро, денеска ќе имаме час. Дали постои, значи, навистина живот без храна и вода и колку храната и водата се битни за нашето здравје. Најпрем ќе се користиме, значи, со техниката дијамант, односно треба да напишеме и да погодиме се што ни е потребно за здравиот живот. Јас го започнав, напишав храна и вода. Што мислите вие? Што уште ни е потребно за да имаме еден здрав живот? Па многу работи, не знам, сонцето ни е потребно. Ама зависи зашто така да сонцето, но и она за да дишеме така без Воздух, Да, и чистиот воздух, така. Го заборавивме воздух. Воздух. Добро. Особено чист воздух. Така, особено чист воздух. Друго, што мислите? Па мислам дека Дали треба физичка активност? Така е. Да. Значи, физичка активност или спорт. Така, било. Што дури нека биде и пешачење. Па дури пешачење, нормално. Добро. После спортот и уморот што ни треба? Одмор. Треба одмор, Така. односно сон. Така, мора да спиеме, односно да се одмориме, за да можеме да Нормално напредуваме и функционираме, во да. другиот ден. Така е, понатака што мислите друго? Па сега, што друго ни треба? Што друго, да. За да живееме што треба, нели, да се облечеме, односно да ни биде топло на телото, така? Значи облек. Така е, Да. облека. А каде можеме да спиеме, односно да јадеме, да одмориме? Дом? Во дом, Така, во нашиот дома дом. треба да имаме дом. Добро. Топол дом. Така е. Друго што многу ни е потребно за да комуницираме, пријатели, односно да си подаруваме љубов. Така за Да, како може љубовта да ја заборавиме, таа е најбитна. најбитна е така е, љубов. Друго, уште нешто, што може? Дали, Друго? например, кога се нервираме, можеме да имаме здрав живот, кога не сме расположени, така? Па не, тогаш Не. се ни е лошо. Се ни е лошо, односно некако, како кажуваме, Значи, како да сум станал на лева лева нога. нога, На не лева ми е нога. денот. Односно, треба да имаме што? Живот без нервози. Без така. стрес. Без стрес, значи Мир и не. спокој, например. Така. Без стрес. Ти Марија, имаш симпатија? Немам симпатија. Но Јас бита е имам. љубовта, така? Да, затоа ве прашав. Напишавме, односно направивме една пирамида, односно извинете, еден дијамант и кажавме се што е потребно за здрав и правилен живот. Ќе ја користиме презентацијата. Часот е за трето оделение. Значи, што е битно да научиме на овој час? Треба, значи, да ги запознаеме најпрем животните процеси заеднички за луѓето, животните и растенијата за исхраната и водата. За храната и водата. Потоа, значи, треба да научиме што значи здраво живење. Така. Ние веќе спомнавме што значи здраво живење и да разбереме што значи сега живот без храна и вода и како да внимаваме на своето здравје. Еве, прво, значи имаме да објасниме за правилен раст и развој, значи колку е битна храната. Како се хранат растенијата? Дали знае? Со светлината. Така, Сончевата светлина. како ја примаат храната? Преку кои делови? Преку коренот. Така е, преку коренот, преку кон стеблото, Да. кон листовите, па се до цветот, односно до плодот. Да. Како го прават тоа сега животните?
Па јадат. Па тие исто не како нас да, но луѓето. тие за разлика од растенијата тие не може да ја создаваат храната која што ја Така е, јадат. за разлика и од луѓето, тие не Да. ја преработуваат храната, односно тие само се движат, ловат и така обстануваат. обстануваат. Додека пак човекот е оној кој што може и да се движи и да лови, но може и да ја преработува храната. Храната му е потребна на нашето тело што? За да расте И да се и да се развива. развива, така. Да. Рековме доручкувавте геврек и јаболка. Да. Ајде да видиме што се подразбира под здрава храна, односно здрава исхрана. Како и на животните, така и на луѓето им е потребна балансирана исхрана, а процесот во кој се вклучени храната и пијалоците се нарекува исхрана. Која е таа балансирана исхрана? Таа е поделена на неколку Категории. различни групи, така. Дали може би френч фрајс и хамбургер се здрава исхрана? Па сега ќе објасниме и за тоа, мада мислам дека малку тоа треба и да се дистанцираме, треба да целиме да го правиме повеќе поретко. кон јаболкото на Марија, така? Кажавме дека ја доручкувавме геврек. Тој влегува во категоријата на јаглехидратите, односно во него влегуваат леб, ориз, компир и тестенините. Битни се многу, не е грешка што си доручкувал геврек, бидејќи ни ја дава потребната енергија за да функционираме во текот на денот, така? Не можеме без тие, значи, продукти. Марија ни каже дека доручкувала јаболко, најбитното. Овошјето и зеленчукот, кој е богато со витамини, минерали, без кое не можеме во текот на ни еден ден. Значи имаме извор на исто така и протеини. Што влегува во протеините? Јајцата, рибата, месото. Така е, грав. Некои мешунки, односно Така, гравот, ликата. Јаткасти плодови. Така е, браво, одлично. И млеко и млечните производи кои се битни, значи за коските на телото, Да. за нивната, нели, јачина, силина. Добро, исто така имаме и храна. Сега да се навратиме на оние На хамбургери, чоколади и така натака, влегуваат во мастите и шеќерите. Јас не велам дека не треба да се внесуваат, но во еден мали количини затоа што придонесуваат кон зголемувањето на телесната тежина, значи така. Но ни даваат исто така и енергија, но треба да бидеме умерени во се. Вода. Што мислите, дали водата е побитна од храната? Да, Па да. јас мислам дека Да. човекот може помалку да издржи без вода отколку без храна. Точно. И Да. да знаеш дека е така, многу истражувања покажале дека дури без храна може да се издржи 21 ден, но да. имало и случај кога еден човек издржал и 70 дена. А без вода, многу доктори кажуваат дека не може да се издржи повеќе од 3-4 дена, иако имало испитување покажало дека се издржало и една недела. Зошто водата е побитна? Затоа што таа невозможува, нели, храната да се свари. Во исто време токсините од телото да се исчистат, да се исфрлат. А нашето тело е составено од 3/4 вода. Планетата Земја е составено 71% вода. Преку, нели, реки, мориња, океани, бари езера. и дури, нели, на онај најубавото има во нашите домови, во нашите чешми. А знаете ли дека сега се сетив зошто водата е поважна од храната, бидејќи храната кога ја јадеме, ние нашето тело складира резерви, кои што потоа ги искористува и сега ние ако не јадеме некое време, ги зема резервите од храната и ги користи. Така, точно. Дали сега има живот без вода? Нема. Го кажавме тоа, така таа е најзначајна течност на земјата. Таа има, тоест нема ни вкус, нема ни мирис, ни е безбојна. Сега ако на пример имаме загадена вода, така што може не таа треба да ни ја пиеме, таа може да пренесе доста заразни болести кои што кому нашиот организам. Да, мора да се прочисти пред да се несе во организмот и ни користи за капење, за одржување на хигиената, за наводнување на растенијата, за готвење и за многу други работи. Сега дојдовме кон она што го баравме од денешната лекција, што ќе се случи доколку нема храна и вода. Што?
Едноставно ќе нема живот. Така, таму. нема живот, односно човековото тело нема да живее. Да. 795 милиони луѓе нема доволно храна и вода за да водат здрав живот. Што значи дека тоа е еднакво на дека секој девети човек на планетата нема храна Да, и тоа е вода. многу жално. Точно. Најчесто тоа се ниско економско развиени земји од Јужна Азија и од Африка. Африка, каде што превладува гладта која представува значи неухранетост на нашето тело. Што друго предизвикува да дојде да нема храна и вода? Па некоја природна катастрофа. Така е. Природните еколошки катастрофи како што се сушите, војните, Да, ураганите. поплавите, цунамито, земјотресите Да. и глата која веќе ја спомнавме. После сите овие еколошки катастрофи, значи луѓето, нели, губат домови, немаат храна, немаат вода, но што мислите, дали сепак на овие луѓе за да преживеат некој може да им помогне? Дали Па постои? сите ние мислам дека можеме Сите можеме да им помогнеме. помогнеме. Така е, сите Односно, ние треба... високо развиените економски земји, тие може да им помогнат најмногу на земјите кои што... така. Значи мора да бидеме нели хумани. Постојат многу меѓународни и локални хуманитарни организации. Да. Они се задолжени за ваквиот тип за помош. Значи, прва е Светската програма за храна, која е една од организациите на Обединети нации. Да. Ова е незината интернет страна на која можете и повеќе да погледнете и да ја истражите. Ова организација е создадена да ја помага на луѓето кои ќе останат без домови, без храна, без вода, без потребни лекарства, без облека и слично. Тука исто многу битно морам да го напоменам и да ја напоменам и Федерацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Значи тие се доста битни каде што земјите членки им помагаат на луѓето кои ќе дојдат во ваква тешка ситуација со хумана донација од храна, вода, облека, лекови и други работи. Ете така, Баш тоа... сега гледав една реклама имаше, каде што токму од оваа светска програма за храна, каде што кажуваа дека толку донираме 50 центи, тие ќе ги донираат парите за еден оброк на некоја дете од Африка. Добро, дали заклучивме што е битно за да можеме нели да функционираме, односно да живееме. Што е најбитно? Дека ни е потребна водата. Така. Водата ни е најбитна, потребна ни е здрав Воздухот. сон, потребна ни е здрава исхрана, потребен ни е спортот. Така. Како што ни е потребен спортот, потребен ни е и одморот. И љубовта. Љубовта. Браво, браво, супер сте И значи научиле. симпатија мора да си најдеш. Значи, Лука, може би имам симпатија, но не сакам да ти кажам. Знам, тајна е, тајна. Тајна е. И мојата симпатија е Ве тајна. молам на часот бидете мирни. Извинувам. После ќе решаваме љубовни проблеми. Да дадеме домашна работа. Значи, драги другарчиња, за домашна работа имате да напишете состав преку неколку примери како вие би им помогнале на луѓето кои ќе останат без храна и вода. И една од најбитните работи, една порака да им спратиме, бидете секогаш хумани, но и многу благодарни за тоа што го имате. Така. Ете така. Супер. И ова е една многу убава поука и ова беше навистина прекрасен час. И од кој што децата јас се надам и знам дека доколку не знам еве имаат некој убав сендвич и забележат другарче кое што нема, односно не може да си го дозволи, еве една фина идеја, може да го преполовите и да му го подарите на него. Ете поделите. така, браво Марија. Така е. Бидете хумани, ценете го тоа што имате, јадете исто здрава храна, храните се здраво, а ние се гледаме со следен час. Да.